Ќе видиме како ќе изгледа документот. Следната недела има самит во Словенија, на кој што еве да најавам дека ќе присуствува и делегација на ВМРО-ДПМН, предводена од претседателот на партијата Кристијан Мицкоски, затоа што ВМРО-ДПМН е член на Европската народна партија. Европската народна партија ќе има клучна улога на тој самит. Така што треба да ги видиме финалните заклучоци, но има две работи кои што се факт. Првата работа е апсолутно има замор од проширувањето во пред се големи земји членки на Европската унија, но втората работа, која што мислам дека недоволно се дискутира во сите балкански земји, е зошто е тој замор. Мислам дека треба отворено да зборуваме со луѓето. Заморот проширување има затоа што Македонија во случајов не напредува. Јас сум убеден дека нити Франција, нити Белгија, нити Холандија би имале проблем Македонија утре да стане земја членка на Европската унија, а не да почне преговори ако работите овде ка се средини. Но во услови на 111 место за перцепција по корупција, во услови кога 4 години странски инвеститор не доаѓа во државата, во услови на уништено здравство каде што луѓе живи горат во болница, јас мислам дека е логично земјите членки на Европската унија да размислуваат дека сакаат да успорат со тој процес, затоа што Македонија не напредува доволно. И тоа е клучниот проблем, тоа е основниот проблем зашто Македонија не напредува. Македонија не напредува нити заради спорот со Бугарија, нити заради методологијата, туку заради корупцијата и заради нарушениот систем на владење на правото во Македонија и нарушениот социјален се извинувам, образовен и здравствен систем во државата. И некои земји од Европската унија размислуваат за укинување на безвизниот режим за источноевропските земји и за Западен Балкан. Ваш коментар? Видов дека Белгија размислува конкретно за Македонија, затоа што во моментов имаат голем наплив на барања за азил од Македонија. Сите знаат дека причини за барање на азил од Македонија нема, затоа што без разлика на ова ниско ниво на корупција и лоша медиумска слобода, сепак у Македонија нема нити војна, нити сериозна политичка криза, па за да има оправдание за давање на азил на жители од Македонија, така што сите се свесни веројатно во Белгија дека оние кои што бараат азил од економски причини. Повторно проблемот е внатре во Македонија и во оваа влада на Зоран Заев која што треба да падне, затоа што ако некој се решава да ја напушти Македонија и да оди да седи во азилански камп во Белгија со цел да чека азил во Белгија, значи дека не може да живее во Македонија, дека народски кажано му пукнал филмот, дека не може да врзи крај со крај, први со први и решава да ја напушти државата. Така што проблемот е пак внатре, проблемот е во Македонија, не е во оние држави кои што во случајов немаат визии, а би сакале да имаат визии во Македонија. Треба да се свртиме кон себе, да ги гледаме работите внатре и да ги решаваме внатре, во спротивно ќе бидат само полоши работите што се сега.